Конструктивни активности во функција на забава и унапредување на вештините на 21. век. Идеи за квалитетно време со своите деца. Одличното искуство на авторката. Искрен спој на детето и возрастниот. Книгата на тајните е збир од едукативни содржини кои поттикнуваат љубопитност, размислување и помнење. 150 активности во книгата лесно може да се направи, програма за од областа на личниот и социјалниот развој, сепак поврзано и со македонски јазик, во интеграција со ликовно и со општество. Та книга започнува со една мапа која што му предлага на читателот да овозможува, односно на читателот, сега зашто велам читателот, не велам детето. Па затоа што ова книга верува е интересна дури и за возрастни. Разработува теми од минатото кои што можат дури на бабички и на дедовци, наши почитувани, да им го вратат минатото, да ги вратат во детството, да им биде драго тоа навраќање на минатото, но содржат и многу теми кои што се сосем актуелни и теми кои што не замислуваат да патуваме во иднината, да носиме одлуки за иднината, за сегажноста. Мапата овозможува да ги обоиме предизвиците кои што веќе сме ги завршиле, затоа што почитувам дека можеби денес имам интерес за една тема. Па зашто ќе одберам нешто што е од таа, например, ако денес ја одберам активноста број 74, затоа што токму таа тема ми се видела интересна, ќе си ја забележам тука, односно ќе си го обојам полето каде е на мапата на светот 74 како завршено. И така натаму утре друга активност, па друга активност. И што е сепак интересното тука? Во најголем дел од активностите ги замолувам читателите да се вратат повторно назад и да видат што забележале за таа активност. Така ќе се соочиме со тоа дека најчесто кога правиме избор, кога носиме одлуки, кога нешто размислуваме или кога нешто пресекуваме за некоја ситуација и работа, ние се водиме и од искуството кое што го имаме, и од емоциите во моментот, од расположенијата во моментот, од мотивите кои што ги имаме скриени во моментот и реални и скриени и така натаму. И тоа соочување, со претходниот запис ќе биде доста интересно. Нема да ви откривам повеќе тајни, се надевам дека ќе имате прилика да другарувате со оваа книга, да ги откривате тајните, да ги запишувате тајните, да градите спомени и се надевам дека ќе имаме некоја прилика да се сретнеме, да си поразговараме и срдечно ве поздравувам. Голем поздрав до сите вас. Весела Богдановиќ, автор на низа проекти и работилници од областа на образованието, воспитанието, културата и екологијата. Добитник на признанието за најдобри едукатори во светот, светски амбасадор за образование, наградувана со признанија за личност и дело на ниво на град, регион и држава. Богатата пишувачка кариера на оваа учителка е мотив за уште поголема поддршка на издавачот Просветно дело. Во денешно време некако децата се многу свртени кон дигиталните содржини, некако социализацијата, емпатијата и сите тие социјални вредности како да се ставени под тепих, но сепак тоа не е така, затоа што постојат наставници кои што обрнуваат многу внимание на тој дел од развојот на младата личност, а особено тоа го прави Весе Богдановиќ. Книга на тајните е рецензирана од двајца психолози и еден педагог. Станува збор за книга која што е полна со активности кои што можат да се партиципираат или да се практицираат и од малите и од големите заедно. Тоа е всушност и целта на оваа книга. Значи, оној социјален живот, независно дали во училиште или дома, да се унапреди, да се качи на едно повисоко ниво. Полна е со предизвици и дилеми на кои што треба да одговори читателот и затоа децата ја читаат со нетрпение, очекувајќи што ќе биде следниот предизвик кој што ќе треба да го исполнат. Во самата книга има додатоци и стикери кои што треба да ги залепите на вашата омилена активност или омилено нешто што ви се случило или решение кое треба да го донесете, дали е правилно или не. И на крајот може да кажеме дека ова е креативен прирачник за унапредување на социјална и емоционална интелигенција, на која што се повеќе треба да и се посветува внимание, имајќи ја во предвид особено овој период на пандемија. Книгата е наменета за сите возрасти.
приречник кој не потсетува на вистинските вредности, на разговорот кој е најдобрата состојка за успех.